Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесно родителство. Денешното видео има наслов "Наместо казна, родители, правете го ова". Всушност, ова видео е продолжение од претходните неколку видеа на истата тема и ше фали кога разговара за ставот на свесното родителство околу дисциплинирањето, таа спомнува дека еден основен принцип врз кој се базира свесното родителство при дисциплинирањето е поврзување пред коригирање. Значи, родителот наместо да ги дисциплинира по стариот начин на дисциплинирање, таа смета дека родителот треба прво да се поврзе со своето дете, а тек потоа да направи соодветна корекција. Ова, кога го разговарала со родителите на своите предавања, често наидувала на неодлука, односно родителите што се случувале. Тие биле многу неодлучни кога им го кажувала ова нешто. Зошто било така? Затоа што родителите сметале дека кога се внесува овој начин на родителствување, да се преговара со децата, всушност од родителот бара многу повеќе работа, отколку само да се издаваат наредби. Значи, многу полесно е да му се нареди на детето, отколку да се влезе во една состојба каде што родителот ќе преговара со своето дете. Меѓутоа, ше фали им објаснува на родителите дека токму оваа стратегија е многу поздрава стратегија и за родителот и за детето. Зошто? Затоа што детето во тие моменти кога родителот сака да преговара со него, детето се чувствува овластено, се чувствува одговорно и се чувствува потврдено. Зошто? Затоа што секое живо суштество, таа вели дека сака да се чувствува одговорно, сака да се чувствува дека е во контрола, дури на вистина да не е во контрола, сепак тоа чувство му дава некоја одредена потврденост и одредена вредност особено кај детето. Зошто? Затоа што децата на вистина копнеат за една перцепција да бидат видени, за една перцепција за контрола врз сопствениот живот. Меѓутоа, кога родителите слепо бараат тие да одат спрема нивните правила, истовремено од родителите, кај родителите се јавува и одредени очекувања за децата, значи да ги следат тие нивни правила кои што им ги даваат, а со тоа родителите им го земаат внатрешниот авторитет на детето и на што ги учат родителите? Ги учат децата да бидат исклучени од своето внатрешно знаење, а истовремено самото дете со тоа се лишува од чувството да биде само одговорно. Но со вклучувањето на детето во диалог, во состојба да преговара родителот со него, што се јавува? Се јавува едно чувство за почит и за достојност кај детето. И родителот што гради? Наместо да гради разединетост, тој гради кај нив една комуникација дека се доволно важни децата за да бидат слушнати за она кое што тие како свое гледиште го даваат во тој момент за работите околу кои што се преговара, значи за нивната перспектива за работите, наместо родителот да ги потиснува нивните мислења, тој покажува дека децата се доволно важни за него и наместо пред време да истрчува, да издава наредби, тој врши една рефлексија и се вклучува во диалог со детето, со што ја зема во предвид нивната благосостојба и му дава на детето една смисла дека ја абсорбира, го абсорбира неговото гледиште кон нештата. На сличен начин ние се однесуваме вака и спрема нашите пријатели,
И Шефали тука им објаснува на родителите, го постава прашањето зошто родители и ние така да не се однесуваме спрема нашите деца. Например, една ситуација да земеме, ако нашето дете, тинејџер, сака да прави забава во својот дом, во време кога ние не сме тука во домот, сме надвор од градот или имаме некоја друга состојба, како ние ќе се справиме со тоа нешто? Дали ние како родители веднаш ќе му кажеме на детето, например, да не си полудел или нема шанси тоа да се оствари, или пак подзастануваме, правиме саморефлексија, исто на начин како што тоа би го направиле кога некој друг возрастен пријател би ни побарал нешто слично. И во тие моменти Шефали им објасна на родителите, например, ние би можеле како родители да му кажеме на децата во тој момент: знам дека сакаш да правиш забава, но не мислам дека е безбедно за тебе да го правиш тоа нешто додека јас не сум тука. Како да најдеме тогаш решение или да дојдеме до договор кој што ќе одговара на двете страни. И Шефали овде им објаснува на родителите, например, би можеле ние како родители на детето да им кажеме дека тие можат да прават забава во домот со други деца, но доколку ние сме, например, во другиот дел од домот, или сме тука во близина, или во комшите, или пак имаме тука роднини, некои блиски, или значи децата би можеле да се согласат на тоа нешто, или пак сосема нешто друго, би можеле да се договориме на кое што би се согласиле, без оглед на исходот, без разлика. Што е битно? Битно е дека двете страни овде се договараат и се согласуваат. Значи, битен и клучен момент е овде преговарањето помеѓу родителот и помеѓу детето. Зошто? Затоа што родителот на детето овде му помага тоа да се почувствува дека е почитувано и веќе настанува едно поврзување, наместо се да биде заради контрола, се да биде заради издавање наредби. Затоа што детето кога ќе види дека и ќе забележи дека ние како родители сме отворени за преговарање на еден нов начин од дотогашниот, тоа се чувствува дека е слушнато, се чувствува дека е испочитувано, значи и дека влегуваме во една состојба во која двете страни се победници. И детето тогаш си дозволува самото да ја спушти својата самоодбрана и се отвора за едно заемно кориснички договор. Договор, значи, кој што ќе биде користен и за едната и за другата страна. Детето истовремено почнува да верува во нас. Зошто? Затоа што разбира дека тој не е во битка со родителот, туку ние како родители дека сме во неговиот тим. Значи, ние ја поддржуваме неговата идеја. Што значи дека наместо расправа, ние всушност се отвораме спрема децата, работиме заедно со нив, влегуваме во едно состојба во која се поврзуваме и на тој начин се остварува една прекрасна комуникација, еден прекрасен начин на родителствување во која што и самите ќе видиме дека има од една страна добиваме ние затоа што децата не слушаат, а од друга страна и ние сме задоволни со договорот кој што ќе го постигнеме со нив. И кога се користи овој пристап, битно е да им се каже на родителите дека не е важно овде кој победува, кој попушта, туку станува збор за овде за нешто многу подлабоко, а тоа е дека ние како родители го имаме ставот, се грижиме за ставот, за гледиштето на другите. Значи, битен е овде ставот кој што ние како родители го имаме, дека многу ни е битен ставот на другата личност, наместо се да биде само заради една личност.
И пристапот на проговарање што ни покажува? Ни покажува дека децата се подеднакви подеднакво важни се во ситуацијата која што тие ја бараат, и оваа ситуација им дава свесност, расте свесност кај децата дека се многу битни нивните гласови, дека се важни. Значи, децата разбираат дека навистина се испочитувани во односот овде со родителот. И често пати околностите можат да бидат тешки, можат да бидат запалливи, комплицирани, понекогаш и многу тешко да се дојде до еден договор, но која е поентата овде? Поентата е овде не да се дојде до едно брзо и лесно решение, туку да им соопштиме на децата, да видат децата дека навистина ние како родители сме спремни да влеземе во диалог со нив. Односно дека тие се достојни да бидат слушнати и да бидат третирани како самостојни суштества без разлика на нивната возраст. Меѓутоа, ова кога им го кажувала Шефали, во овие моменти родителите реагирале брзо и со зборовите: Шефали, ние не можеме со децата за се да преговараме. Има работи за кои не се преговара. И Шефали тогаш им одговарала: да, родители, се сложувам потполно со вас. Навистина има работи за кои не можеме да се договориме со децата. Постојат правила, работи кои што треба да останат непроменливи, меѓутоа работите за кои се тие работи, знаењето, значи кои се тие работи за кои навистина треба да постојат непроменливи правила, непроменливост е најбитно од се. Значи да знаеме точно кои се тие нешта. И за ова нешто Шефали им објаснува на родителите дека за ова нешто се разговара особено во вториот столб, кога се поставуваат чисти и јасни граници. Меѓутоа, кога веќе се спомна ова нешто, Шефали објаснува на родителите дека треба во предвид да имате дека постојат само неколку работи во животот за кои не се преговара. Но кога се зборува за непроменливост, што значи тоа? Тоа значи дека тоа се работи за кои не се разговара воопшто. Значи тие работи се надвор од диалогот, тие се правила кои не смеат да се прекршат од страна на децата. Друго е прашањето сосем дали ние како родители сакаме да воспитуваме деца во дом и да родителствуваме деца во дом кој што ќе биде изграден само од крути правила и редови, или пак сакаме да градиме еден дом во кој што ќе постојат работи за кои што постојано ќе можеме да се договараме, ќе можеме да преговараме со децата. Зошто тоа го објаснува Шефали? Зошто е битно? Затоа што доколку ние во домот со децата внесеме премногу ригидни правила и закони, итекако се создава ригидност во родителствувањето, се создава потиснување на децата и се создава еден огромен стрес и кај родителите и кај децата. Зошто? Затоа што таа вели дека животот во својата едноставност тој носи огромен број на причинско-последични односи, причинско-последични ситуации, и доколку би постоеле неограничени, непроменливи закони или правила во домот при дисциплинирањето со децата, што би се случило? Тогаш би влегле во нашиот дом би бил
постојан би бил со постојани конфликти, со постојани расправи кои директно би влијале врз нас, значи би создавале стреси кај нис и кај децата. Прогласувањето на нешто за нешто околу кое не се преговара, што значи тоа за родителите? Тоа значи дека родителот го притиска црвеното копче и донесува одлуки. Значи се држи до позиција од која што не сака едноставно да преговара и не бара туѓо мислење. И овој принцип може да биде исклучиво само во строги ситуации. Но како што знаеме, животот не тече со леснотија, особено ако ние имаме голем број на крути правила во нашиот дом. Например, ако создаваме крути правила, значи непреговарачки правила околу времето за јадење или времето за спиење. Особено кога знаеме дека децата се суштества на сегашниот момент, значи тие се еден вид во постојано движење и токму овде го поставува прашањето Шефали, дали ние навистина секојдневно сакаме да водиме битки со нашите деца. На тој начин пред време го поставуваме односот помеѓу нас и помеѓу децата да биде еден однос со постојани конфликти. Наместо ние како родители да можеме да, например, забележуваме дека се ближи вечерата, време за вечера, нашето дете се заиграл. И се уште не сака да стане. Видно гледаме дека е внесено во својата игра и тогаш би можеле да му придиме на детето и да му кажеме: гледам дека уште многу ти се игра, но ајде уште 10 минути. Нека помине време, доиграј си, а потоа дојди да вечераме. Или пак време е за спиење, меѓутоа детето се уште гледаме дека се мачи околу некоја задача. И ние би можеле да му придеме на детето и да го замолиме дали сака ние да видиме зашто се работи, да му помогнеме околу задачата, да му дадеме некој предлог, а потоа самото дете да продолжи да ја доврши задачата значи полесно да ја доврши својата домашна задача. Токму поради тоа Шефали им спомнува на родителите дека единствените моменти кога можат да влезат во улога непреговарачките работи или правила е околу безбедноста, значи особено ако тоа влијае врз здравието на нашите деца или создава повредување на себе, на детето, повредување на другите, тогаш и како се поставуваат строги линии, родителот се држи до тоа нешто. Ако забележи, например, детето да употребува субстанции кои што не се дозволени, или пак оди на места кои што не се во согласност со неговите години, или има детето самоповредувачко однесување, или има некои суицидални или самоубиствени мисли, идеи, импулси и така натаму. Значи, во таквите ситуации, во таквите животни околности, дека родителот треба да ги применува тие правила, непреговарачки, меѓутоа за се друго најчесто родителот треба да има еден отворен ум и да има еден флуиден пристап, за да можат да се разгледаат сите тие работи, нешта околу кои се сака да се договара и да се преговара заедно со детето. Значи, родителот навистина е потребно да остане отворен, за да не се ставиме ние секогаш пред децата пред време во еден крут и во еден ригиден агол. Кога му пристапуваме ние на животот низ призмата на
на еден процес на течење, на еден раст и развој. Ние како го гледаме ова родителствување? Преку поврзување, а потоа преку корекција, преку преговарање, го гледаме како една серија на преговори, како размена. И ова преговарање го содржи принципот на во себе, принципот на реципроцитет и на заемност, и во оваа динамика Шефали зборува дека нема место за динамика шеф-слуга или динамика мој пат или автопатот. Односно, ако не ти чини, слободно одисти. Значи, ние овде, прво како родители, се гледаме себе си како да сме еден дел од едно течение, од еден процес, во кој што секоја алка овде има влијание врз причинско-последичниот однос. Значи, и ние, и децата, и те како сме битни врз резултатите, врз исходот на тој причинско-последичен однос, кој, кога се преговара спрема Шефали, настанува радост, настанува поврзување, наместо родителот да влегува постојано во една состојба на конфликт со децата, во една состојба на стрес со децата и во една состојба на разединување. Вистинското извршување на преговарањето кога се случува? Се случува во вториот столб, кога ќе почнеме да зборуваме за поставување на чисти, здрави граници. Драги родители, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.